Не плаши се, не плаши се. Не плаши се. Ништо нема да ти направам. Што сакаш? Ти знаеш што сакам јас. Документите и парите. Веднаш да ми ги дадеш. Види, 100 пати ти кажав да стоиш понастрана. Ако биде така, никој нема да ги добие тие документи. Ти ме изигра како никој во животот што не ме изиграл. Ако не се одолжиш ти за тоа, никогаш нема да се спасиш. Значи вака, кој да беше на моје место би го направил истото. А јас, освен тие документи, не зедов ништо друго. Дојдов да се обидам за последен пат. Утре ќе одам во фирмата на твојот шеф. Ќе зборувам отворено со човекот и ќе побарам да ми ги врати парите и автомобилот. А инаку нема да те оставам на мира. Види, јас сум само една негова вработена. Зошто би ти дал тебе толку многу пари? Татко ти за кого умре, а? За него умре. Барем малку ако е благодарен, ќе направи се што може за да спаси ќерка му од опасност. Напразно ќе одиш таму. Господинот Керим нема да те прими. Тогаш ќе одам и ќе разговарам со Али. И немој да мислиш дека заборавив на ланчето од Џунејд. Рацете и нозете на Али се многу долги. Немој да се изненадуваш ако оди да го посети Џунејд во затвор. Разбирам. Ти нема да се откажеш од своите закани. Најдобро ќе биде да ти ги вратам документите. Секоја чест. Само не можам веднаш. Ќе ти ги дадам друг пат, кога ќе имам слободен ден. Сега веднаш да ми ги донесеш, инаку ќе чекам тука додека не дојде твојот шеф. На секаде низ куќата има безбедносни камери. Ако влезам сега, не можам повторно да излезам. Минатиот пат чекав и чекав, а потоа заминав. Нема врска, јас имам време. Јас можам многу долго да чекам. Многу долго. Тргни ги рацете од мене. Ти си една отровна змија. Секоја чест на вистина си како лисица. Дури едно невино дете кое се бори за парче леп го испрати во затвор. Никогаш нема да ти ги дадам тие документи, да знаеш. Ако се обидеш да ме оцрниш на било кој начин, тие документи лично ќе ги однесам во полиција, ме разбрали? Несрин, овде ќе го чекам твојот шеф.